Значи, јас имав пресконференција на темата за укинатото право на социјална парична помош на околу 6603 граѓани во периодот септември 2014 септември 2015 година. Меѓутоа, проблемот со укинувањето на правото на социјална парична помош на оваа бројка на корисници и семејства се однесува во делот на неодлучувањето по жалби на решенија од Центарот за социјални работи и неодлучувањето на Министерот за труд и социјална политика по повеќе од 1400 предмети во Министерството. Станува збор за повеќе од 1400 затоа што 1400 се само за укинато право на социјална парична помош поради брз трансфер на пари. Останатите нерешени предмети се однесуваат на други останати права и бројката на тие нерешени предмети достига до 2000. Непостапувањето на Министерот за труд и социјална политика по однос на овие жалби е необјаснимо од причини што само Министерот имал и има право во втор степен да одлучува по жалби. Тоа не е случај со постапувањето на мојот претходник, затоа што тој правото по закон да одлучува по жалбите го пренел на лице на пробна работа во Министерството за труд и социјална политика, што воопшто по закон нема право да учествува во решавање на предмети во управна постапка. Меѓутоа, тоа не е единствениот проблем. Ние во Министерството веќе трет ден ја имаме управната инспекција која што ја прозвав на пресконференцијата да биде поажурна во постапувањето по барање за постапување од Министерот, токму за овие случаи. Проблемот е и во фактот што примената на правилникот што следела после донесување на измени на законот во јануари 2015 се применувала ретроактивно и се зафатени голем број на граѓани и им е ускратено правото и од 2014 и се обврзани да ги враќаат средствата во центрите за социјални работи, односно преку спогодба или преку тужба, доколку не сакаат да ги вратат. Станува збор за граѓани кои што се најранливата категорија граѓани во Република Македонија, значи без приходи и самото изложување во овој случај на обврската да ги враќаат средствата на нив им предизвикува дополнителен проблем. Меѓутоа, дополнителен проблем е и што доколку не пристапат кон враќање на средствата, не може да се пријават повторно како баратели на социјална парична помош во центрите за социјални работи. Очекуваме управната инспекција да ја заврши навреме и брзо работата, за да може да го задолжи овој министер за труд и социјална политика да пристапи кон решавање на прашањата и да пристапиме кон исправање и коригирање на грешките кои што се направени во минатото. Од медиумите разбрав дека поранешниот пратеник Самка Ибраимовски, предпоставувам, представувајќи ја ромската заедница, бидејќи таа е најзасегната со укинувањето на социјалната парична помош, се одлучил да поднесе кривична пријава во делот на ретроактивноста. Министерот за труд и социјална политика планира да поднесе две кривични пријави во овој случај и против претходниот министер за труд и социјална политика, меѓутоа и против службеникот кој што немал право да прифати обврска да одлучува по случаите по жалби, бидејќи нема статус на државен службеник во редовен работен однос, туку на пробна работа. Така што ќе ги искористиме сите законски можности кои што ги имаме и што ни се на располагање да ја коригираме или спречиме штетата на корисниците, меѓутоа и да го решиме прашањето со бројот на жалби кои што долги месеци чекаат нерешени. И да им овозможиме на граѓаните да пристапат кон остварување на нивните права на социјална заштита.